Почитувани граѓани, медиуми, индеруар колег Мик Дритан, драг колега, подпредседател на владата на Црна Гора Дритан Абазович. Прво, би сакал да ви се заблагодарам на топлиот пречек и гостопримство, како и за можноста да оствариме уште една заедничка средба, со која ја потврдуваме силната заложба за уште поинтензивна меѓусебна соработка и зацврстување на воспоставените пријателски односи меѓу двете земји. Имаме навистина многу заеднички теми за дискусија, живееме во ист регион, имаме исти аспирации и се соочуваме со слични предизвици. Со подпредседателот Абазович при неговата работна посета на Северна Македонија во март оваа година се заложивме дека ќе продолжиме со силни напори да ја интензивираме врската помеѓу нашите две земји во насока на развој на целиот регион на Западен Балкан. Пораката која ја испративме на нашата претходна заедничка пресконференција во Скопје беше регионална конкурентност наспроти регионална конкуренција. За таа цел разменивме и разменуваме искуства за подобрување и зајакнување на бизнис обкружувањето, не само на нашите национални економии, туку да креираме висока додадена вредност на бизнисот во еден поширок контекст на целиот регион на Западен Балкан. Регионот на Западен Балкан има одлична шанса да ги искористи своите предности во овој пост-ковид период и да се постави на светската мапа како мирен и стабилен регион во кој сите соработуваме и споделуваме исти демократски вредности. Треба да прераснеме во пример за конкурентен регион кој константно го зголемува својот удел во светската економија и кој ќе биде атрактивен за инвеститорите. За таа цел во рамките на Берлинскиот процес и преку Коморско-инвестицијскиот форум, а и на нашата претходна средба веќе зборувавме за креирање на синхронизирани политики за привлекување на инвестиции. Напоменувам инвестиции и поддршка на компании и на тој начин да создаваме можности за сите нас. Поединечно сме сите релативно мали земји со ограничени пазари и капацитети, но заедно веќе стануваме атрактивна и привлечна дестинација за инвеститорите. Ние мораме да разбереме дека голем дел од европските компании ја научија лекцијата од COVID-19 и размислуваат на тоа да ги приближат синџирите на снабдување блиску до своите граници. А на границите на Европска Унија сме токму ние. Да ја искористиме таа шанса и нашите компании да станат интегрален дел со висока додадена вредност во глобалните економски текови. Со оглед на нашите досегашни искуства и искуствата на земјите од регионот за привлекување на инвестиции, треба да носиме афирмативни мерки кои ќе носат предвидливост и конкурентна предност на компаниите, а со тоа изголемување на извозот и зајакнување на нашите домашни економии. И затоа денеска се усогласивме дека сите компании од регионот, секоја земја во Западен Балкан, треба да ги третираме како домашни компании, односно да ги изедначиме условите кои тие ги добиваат со нашите политики. Дополнително со воведување на афирмативни и стимулирачки мерки, да ги потикнуваме меѓусебно да се поврзат и заедно да креираат силен, вредносен ланец низ целиот регион. Рефокусот на стимулирање на инвестициите на пазарот на Западен Балкан ќе креира отпорен и стабилен регионален пазар, кој ќе е конкурентен на европскиот, односно светскиот пазар, а истовремено ќе ги поддржува и секако расне и зајакнува националните економии. Силните вредносни ланци се конкурентната предност на Западен Балкан во пост-ковид периодот. Секако покрај овие стимулирачки политики, постигнувањето на овој посакуван економски развој преку зацврстување и синергија на вредносниот ланец не е возможно без системска борба против сите форми на корупција и организиран криминал, како и сивата економија, кои се едни од главните кочници на развојот на нашите земји. Во март оваа година Република Северна Македонија усвои сеопфатен план за борба против корупцијата во кој се инкорпорирани препораките на сите релевантни домашни и меѓународни организации и кој е потребен за да се спречи корупцијата и судирот на интереси на сите нивоа,
од носителите на функции до најниските извршители на органите на државна и локална управа. Секако, ако сакаме да постигнеме успех, ова мораме да го прошириме и на регионално ниво. Ова се теми кои се важни за сите граѓани, за бизнисот, за општеството, кое е развојно и современо, како и за остварување на нашите аспирации да станеме членки на Европската Унија. Нашата нова развојна економија се темели на дигитализација на јавните услуги, но и секојдневното работење на компаниите. Ова покрај забрзувањето на постапките и изголемување на квалитетот на услугите на државата и компаниите кон граѓаните, тој ќе придонесе и кон намалување на корупцијата и сивата економија. Денеска, заедно со подпредседателот Абазовиќ, а подосна на средбата со министерот за финансии и социјална грижа Спајич, споделуваме искуства и знаења со кои нашите општества и економии, односно нашите граѓани, ќе ги почувствуваат бенефитите од современото развојно живење. Нашите две земји секако аспирираат кон Европската Унија, но нашите заложби се поттикнати од надворешни стимули само од патот кон интеграцијата. Туку нашата соработка е поттикната од нашата привилегија и обврска која имаме преземено кон нашите граѓани, а тоа е креирање на услови дома, во нивните татковини, кои ги облагодаруваат нивната посветеност, желба и напорна работа. Благодарам.